Добар ден, време за вестите на Канал Плюс. Подготвивме прилози за актуелните слушувања на истокот, државата и светот. Еве најава за дел од денешните теми. Поради високите температури, владата на Република Македонија со препорака за ослободување од работа на бремените жени и хронично болните до вторник, 28 јули. Ќе се санира Пишичка брана. Целиот регион ќе биде заштитен од поплави. Заменик министерот за земјоделие Костадиновски денес во обиколка на регионот. Утринава имаше авионско запрашување против комарци во Штип. Утре во раните утрински часови ќе се прска во Клочани. Поради високите температури, владата на Република Македонија донесе препорака за ослободување од работните обврски на бремените жени и хронично болните лица на возраст над 60 години во периодот од денес до вторник, 28 јули. Во овој период препораката е работодавачите да ги реорганизираат работните активности на градежните работници со избегнување градежни активности на отворено во периодот од 12 до 17 часот. Поради жештините, бремените жени и хронично болните лица над 60 години да не доаѓаат на работа од денес до следниот вторник. Во овој период се препорачува на работодавачите да ги реорганизираат работните активности на градежните работници кои работат на отворено, со тоа што ќе се избегне вршење градежни активности на отворено во периодот од 12 до 17 часот. Оваа препорака за ослободување од работните обврски на бремените жени и хронично болните лица на возраст над 60 години ја донесе владата на Република Македонија по предлог од Министерството за здравство. Препораките се донесени имајќи предвид дека подолг период државата е зафатена со повисоки температури, кои според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи ќе продолжат во предстојниот период до почетокот на следната недела. За граѓаните од целата држава важат општите препораки за заштита од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, носење светла и лесна облека, избегнување престој на отворено, консумирање лесна храна, термички обработена храна и повеќе течности, а да се избегнува консумирање на лесно расиплива храна, редовно одржување хигиена на раце и хигиенски начин на подготовка на храната, како и редовно земање на терапијата кај хронично болните лица. Екстремно високите температури ја продолжуваат опасноста од појава на пожари, кои најчесто се предизвикани од човечко невнимание. Секојдневни се интервенциите на противпожарните единици, главно се гасат пожари на отворено, за среќа досега во помал обем. На истокот, во најголем дел причина за пожарите е човечкиот фактор. Надлежните апелираат за поголема внимателност. Пеколните температури кои ја зафатија земјава продолжуваат и понатаму, а со тоа се зголемува и опасноста од појава на пожари. Од Кочанската противпожарна единица велат дека дневно вршат повеќе интервенции. Територијалната противпожарна единица на општина Кочани брои неколку интервенции во текот на денот, односно почнувајќи од почетокот на овој месец до сега имаме 26 интервенции, што отприлика значи дека во текот на денот имаме дури повеќе од еднаш излегување. Најверојатно како резултат на високите температури, како што рековме, но и најголем фактор секојаш представува човекот, невниманието, секојаш доведува до појава на пожари. Интервенциите најчесто им се во непосредна близина на градот, како и во општината Чешиново Облешево. Последните интервенции што ги имат територијалната противпожарна единица од Кочани се за жал во непосредна близина на градот, односно на општината, меѓутоа не е за занемарување бројот на интервенции што ги имаме на територијата на Чешиново Облешево. Што се однесува до материјалната штета, се работи за доста голема површина што е пожарена во дел од овие интервенции, но исто така има и големо штетување на пчелни семејства и останати земјоделски површини. Надлежните апелираат за поголема внимателност, бидејќи човечкото невнимание е најчеста причина за појавата на пожари. Посебен апел до граѓаните секогаш, поготово на ова топло време, да избегнуваат палење на оган на отворен простор во било какви услови, затоа што и најмало невнимание може да предизвика пожар од поголеми размери. Инаку Штипската противпожарна единица вчера интервенираше во гаснење на пожар на отворено во близина на центарот Искра во Штип. За среќа, пожарот е навреме локализиран и избегната е поголема катастрофа.
Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски денеска ќе изврши обиколка на браната Пишица, каде наскоро треба да почнат работите за нејзина санација. Оваа мала брана, која создава проблеми при поројните дождови, веќе 3 години чека на изградба. Според проценките, изградбата на браната Пишица треба да чини околу 70 милиони денари. Кон крајот на јули ќе биде објавен уште еден јавен повик за доставување барања за користење финансиски средства од ИПАРД програмата за периодот 2007-2013 година. Повикот ќе трае 45 дена, а право на аплицирање за овие средства имаат земјоделските стопанства кои имаат потреба од преструктурирање, маркетинг и обнова на преработувачките линии. Кон крајот на месецот ќе биде објавен уште еден јавен повик за доставување барања за користење финансиски средства од ИПАРД програма за периодот од 2007 до 2013 година. Платежната агенција соопшти дека повикот ќе трае најмалку 45 дена, а ќе се однесува на мерките за инвестиции на земјоделските стопанства со цел нивно преструктурирање и надградба за постигнување на европските стандарди, за инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските рибни производи. Со јавниот повик ќе се зголемат можностите за повеќе инвестиции, како и набавка на различна земјоделска механизација, вклучувајќи и трактори, како и финансиски лимити за крајните корисници на финансиската поддршка, информира агенцијата. Утринава на територијата на Штип и Карвенци се изврши авионско прскање против комарци. Акцентот беше на подрачјата зафатени со поплавите. Се изврши ларвицидна и адултна дезинсекција. Превентивната авионска дезинсекција на подрачјето на општина Кучани ќе се изврши утре во периодот од 1 до 6 часот наутро. Со авиотретирањето ќе бидат опфатени површините во градското подрачје на Кучани и поголемиот дел од низинските села. Од ова лето, децата од Центарот за лица со посебни потреби се опфатени во програмата во пливачката школа на градскиот базен во Штип. Утринава ги посети градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Децата од Центарот за посебни потреби од Штип денес, како и сите други деца на градскиот базен, се учеа да пливат, се забавуваа и разладуваа во овие топли денови. Веќе трета недела се реализира проектот Основи за прилагодување во вода, проект кој Центарот за посебни потреби го спроведува во соработка со пливачката школа од Штип. Успешно го реализираме проектот за учење на пливачките вештини. Децата се во сигурни раце, во рацете на професионалците од пливачката школа Партизан и верувам дека ова година ќе направиме солидни подготовки за стекнување на пливачки вештини и верувам дека наредната година истиот овој проект покрај тоа што ќе се реализира на градскиот базен ќе се реализира и во некои од нашите туристички центри во Република Македонија. Дополнителна среќа за овие дечиња беше и посетата од градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев, кој меѓу другото им подели подароци. Тоа е една убава работа за тие деца затоа што сепак тие деца поради своите здравствени проблеми и на некој начин се отргнати од овие работи кои ги дожуваат сите други. Така да мислам дека денеска заедно со раководителот на центарот Дејан, јас сум овде, дојдовме од општината да им дадеме подршка. Верувам дека тој дел ќе продолжи понатаму. Ќе се потрудиме идната година тие деца да отидат некаде во некој од нашите одмаралишта, дали е тоа во Дојран, во Охрид, во Преспа можеби, да поминат по неколку дена за да почувствуваат дека и тие се дел од државата, а ние како заедница мора да водиме ред за тие деца. Така да мислам дека денеска тие имаат посебен ден и се посебно радосни. Мислам со малите скромни поклони што им ги дадовме денеска чисто символично да кажеме дека сепак мислиме на тие деца. Ова е вистинско уживање за овие дечиња, а како што појасни Дејан Здравков, дефектолог од Нивниот центар за посебни потреби, заслугата и на инструкторите од пливачката школа Партизан, кои овозможија децата да бидат дел од секојдневието на другите штипски дечиња. 61% од граѓаните на Унгарија се согласуваат со изградбата на привремена ограда на границата на оваа држава со Србија.
со цел да се запре масовниот прилив на илегални мигранти, покажува анкетата спроведена во Унгарија. За изградбата на оградата се изјасниле мнозинството испитаници. Во големите пожари кои ја зафатија Хрватска, настрада и местото Трстеник, каде што се наоѓа и куќата на босанскиот теач Дино Мерлин. Огнената стихија во еден момент ја зафатила и куќата на познатиот музичар, но пожарот брзо бил локализиран од страна на 90 пожарникари. Иако пламените јазици допреа делови од објектот и направија материјална штета, куќата во поголемиот дел е одбранета. Најмалку 3 туристи загинаа, 12 се повредени при лискање на земјиште во Индонезија. Според информациите, Карпа се урнала врз туристи кои се капеле во подножието на водопад во регионот на неактивниот вулкан Билис во провинцијата Источна Јава. Фудбалскиот клуб Вардар не успеа да се пласира во следното коло од квалификациите за Лигата на шампиони, откако одигра нерешено 1:1 со кипарски АПОЕЛ. Надпреварот започна резервирано од двете страни, со блага иницијатива на АПОЕЛ, но и Вардар имаше своји минути, но сепак на полувреме се отиде со почетниот резултат. На националната арена Филип II имаше повеќе од 20.000 гледачи. Најдобриот фудбалер на двомечот од второто квалификациско коло за Лигата на шампиони меѓу Вардар и АПОЕЛ, голманот Томе Пачовски, рече дека во следната рунда се планира поискусната, но не подобрата екипа. Заврши пладневното информативно издание на Канал Плюс, а повеќе содржини со денешните настани гледате во дневникот во 16:30 и на веб порталот kanalplus.mk. Имајте пријатен ден со нашата програма.